Тоа е една структура на земјата која што гледана од високо наликува на некако писание, на некаква буква, знак некој испишан наводно со човечка рака. Локалните власти, светониколските власти пред десетина години покрена една иницијатива, трагајќи веројатно по некаква атракција, да се направи таму истражување, па беа дојдени и некои, би рекол слободно, квази научници со квази научни методи да го истражат тој простор и да пренесат меѓу локалното население, па и пошироко, некаква фамозна приказна дека можеби тука е гробот на Александар Македонски, што апсолутно не соодветствува со никаква научна вистина. За жал, нели? Сите би биле среќни да е тоа така, меѓутоа не е така. Поведени од желбата научно да ги разоткриеме сите тие шпекулации, приказни зборувања во јавност околу тој фамозен геоглиф, значи тогашната управа за заштита на културно наследство, предводена од професорот Виктор Лилчич, спроведе археолошки истражувања на самиот тој простор, на локалитетот, при што се констатираше она што и претходно ние барем археолозите се сомневавме. Се работи за ровови ископани од Југословенската народна армија JNA, нели, која што во текот на 70-тите години имала своји вежби таму. Тоа се пешадиски рови во кои што се вкопувале војниците, вежбајки, нели измислени непријатели. Со што го подкрепуваме ова? Со стотици откриени куршуми, маневарска муниција испукана таму, сите тие имаат ознака. Сите тие куршуми имаат ознака на година кога се произведени. Потоа, за исто тоа ни сведочат бројните остатоци од храната што војниците во текот на повеќедневната вежба ја конзумирале. Остатоци од конзерви од риба, паштета, месни нарезак и се она со што се хранела тогашната југословенска војска. Значи, нема ниту А од археолошки остаток на тој локалитет. Оние методи како археоакустика, тоа е измислена метода, тоа не постои во науката, со кои што сакаат да слушаат и да откријат дека на 15 метри длабочина во земјата нешто се уште дише, чука, нели, не сакам да карикирам, меѓутоа, сакам само да се разоткрие невистината, иако приказните, романтичните приказни за гробови на Александар Македонски или некои пајонски владетели за народот се поприфатливи. Повеќе би сакале тоа да е вистина, отколку оваа штура научна вистина дека се тоа ровови од JNA. Меѓутоа, ние се залагаме вистината да излезе на виделина. Што треба и како треба да се гледа археологијата? Што е исправно, што не е, каде треба да се меша, каде не треба да се меша? Како треба да гледаме на археолошките истражувања, како треба да ги третираме, за да биде суштината на она што треба да се прави со археологијата? Па едноставно јавноста треба да има верба во она што археолозите окажуваат. Сепак се тие луѓе остручени, образовани, прочитале и работеле со соодветни научни методи на одредени истражувања. А денес во Македонија сите се правиме експерти за се. Сите се политичари, сите се големи фудбалски тренери, сите се, не знам, историчари и, значи, буквално експерти за се. Значи, само слушајте, верувајте на она што науката сака да го каже. Ниеден археолог не сака да ви пласира научна невистина. Напротив, желбата, борбата е за научна вистина да излезе на виделина. Ние не се стравиме од научната вистина. Велиме, таму живеело пајонско население, таа пајоне имала своји владетели, свое кралство, па во рамките на античкото македонско кралство оствариле своја независност. Нивна престолнина бил градот Вила Зора. Меѓутоа дошле времиња кога тој град потпаднал под раката на некои други освојувачи, други племиња, прво келтите од Западна Европа го уништиле, а подоцна потпаднал кога и цела Македонија потпаднала под римска власт и последно што знаеме за тој град, за тој простор е дека во вториот век пред новата ера станал едно од последните упоришта на античкото македонско кралство против непријателите кои што од север упаѓале. Тоа биле дарданците и тогаш
македонскиот крал Филип V ги обновил зидините на веќе речиси разрушени од град, за да стационира воен гарнизон со кој што ќе ги брани северните граници на своето кралство. И тоа не било долг век, Македонија потпаднала под римска власт и тука завршува животот на овој простор. Од тогаш нааму, само во средновековието, близината на Вилазора и материјалот, камењата што таму се наоѓале, биле употребени за изградба на некои средновековни гробови, веројатно од некое средновековно село тука што екзистирало во краток временски интервал.